Добро вечер, започнува Православна ризница на Каналосу. Колку младите и воопшто сите луѓе се враќаат кон црквата и колку може црквата да помогне и да влијае во отргнување на младите од секојдневните пороци. Ќе кажам дека сведоци сме на се поголемиот број разводи меѓу сопружниците. Како и колку може црквата да помогне во зачувување на семејството и во правилното воспитување на децата? Ова се дел од прашањата и темите кои ќе разговараме вечерва со митрополитот Брегалнички, господин Иларион, кој е наш вечерашен гостин во емисијата Православна ризница. Добро вечер, добро ни дојдовте во студиото на Каналос. Благодарам на поканата, добро вечер на вас и на сите ваши гледачи, на наши благочестиви православни христијани, кои што ја следат ова емисија, кои што ја користат ова духовна храна за подкрепа духовна и за наслада како храна духовна. Секој пат црквата се труди на секој може начин да биде пристапна до луѓето, да им одговори на многу прашања кои што ги измачуваат и да им даде одговор, пак ќе речем, на многуте прашања кои што ги избунуваат во секојдневниот живот. Минатата емисија со игуменот на Лесовскиот манастир отец Замаскен разговаравме околу чудото што на Великден се случи во Лесновскиот манастир со целосно исцеление на девојчето од Кочани Лора. Прашањето е колку нашиот народ вистински се враќа кон црквата и ја враќа довербата кон црквата и секако свештениците. Така. Значи, нашиот народ е боголюбив и богобојазлив. Во минатото, кога нашиот народ имаше искушенија, кога беше во 5,5 вековно робство, кога беше прогонуван и протеруван, секој пат победуваше со надежда во Бога и со подкрепа на мајката црква. Во минатото се случи еден период на атеизам, кога црквата беше потфрлена и забранета и запоставена. Иако сака некои државни празници да ги со тие државни празници да ги потиснат црковните празници како Великден со 1 мај, Нова година со Божик и така натаму некои празници, но сепак нашиот народ, бидејќи поучен од апостолското учење на светиот апостол Павле, ја примил верата од своите предци како жива вера, знаеше да празнува и едното и другото. Но сепак имаше и скришум празнување, и венчавање, и крштевање, но никој пат верата не се заборави и не се запостави, со исклучок на некои луѓе кои што сакаат да се покажат поголеми католици од папата. Но, еве, дојде еден период кога тој режим падна, дојде целосна слобода, татковината се осамостои, веќе добивме и своја и национална православна црква и своја татковина со свој мајчин јазик и така натаму, но исто така и луѓето веќе верата што ја чувствува во себе може послободно да изразат. Беше оскудна духовната храна, благодарение на Бога, веќе и свештенството и монаштвото и архиереите на Светата црква наша, сите заедно работиме преведувајќи книги како духовна храна, како подкрепа, зборувајќи, присуствувајќи. Еве денеска можеме и преку вашата телевизија и преку сите телевизии и радија да говориме, преку разни гласила да се обратиме до луѓето, да им бидеме поприступачни, да правиме предавања, што за разлика од минатото тоа беше забрането и недозволиво. Но луѓето, пак ќе речам, посебно младите, го барат Бога. И јас забележувам, одејќи низ епархијата и низ татковината, се повеќе и повеќе има присутни луѓе во црквата. Еве и во нашиот манастир, каде што живеем, во Лесновскиот манастир, ако дојдете во недела на богослужба, ќе приметите дека има многу млади луѓе. Сите тие луѓе кои што доаѓаат на света литургија рано наутро во недела се боготражители. Барат да се сретнат со Бога, да се соединат со Бога, да разговарат со Бога преку молитвата, односно своите батерии да ги нахранат и да ги наполнат духовно, за да добијат сила од Бога во периодот во неделата која што настапува и во деновите да бидат подкрепени со Божјата помош и сила, да одолеат на сите искушенија и целиот подвиг што го имат во семејствата и на работите и во секојдневниот живот, да го истрајат и да го издржат со Божја помош. Но не само што доаѓаат на богослужба,
тие вистински се обраќаат кон Бога, со пост, со молитва, со покаяние, со разговор, со барање на совети, со поставување на прашања кои што им се потребни за секојдневниот живот, и сето тоа покажува дека постои една вистинска заедница, една вистинска христијанско општество во кое што верниот народ живее со Бога, а преку клирот на црквата. Тука се свештениците, епископите, монасите и сите црнорисци кои што пак примиле и прифатиле да му служат на Бога и на својот народ. Так. Кога го споменав чудото, ќе прашам колку може ова чудо кое се случи во Лесновскиот манастир на Великден, а се случуваат и многу други чуда, не е ова прво ниту последно, колку може да помогне во признавањето на Македонската православна црква и секако во подобрувањето на односите со другите православни цркви? Па вака се да ви кажам, најнапред чудото што се случи во Лесновскиот манастир е чудо прво за нашите луѓе и за оние кои што се колебат и кои што се слабоверни да поверуваат дека навистина постои Господ и дека навистина со црквата раководи Бог преку благодата и дејството на Светиот Дух. Второ, верните кои што веруваат во Бога и кои што имаат надеж во Бога, да ги утврди во нивната вера и во нивната вистина и во нивната надеж и во нивниот подвиг што го прават за верата. Околу признавањето на нашата црква, конкретно се случи чудото од гробот на нашиот свети епископот Велички Гаврил, кого што го познават многумина од денешните соседни архиереи, од денешните свештенослужители кои што ја негираат црквата наша. Би го спомнал, например, митрополитот Црногорско-приморски Амфилохи, епископот кој што е во мирување од Српската црква Атанаси Евтич и останати архиереи, како и сегашниот патриарх на Српската православна црква господин Иринеј, кои што постојано во некои видувања и не прашуваат кога ќе го канонизирате светителот и кога ќе го прогласите, бидејќи тие го знае уште за време на неговиот живот, слушаат за неговите чуда, иако самите ја негираат црквата наша и велеа дека немаме благодат, црквата наша е во шизма, во изолација и така натаму, но сепак од друга страна признаваат дека црквата наша е благодатна, бидејќи прашуваат кога ќе го канонизирате светителот. Но еве, овој светител, нов светител од ново време, е доказ и показател дека нашата црква е подеднакво света и благодатна како и сите помесни сестрински православни цркви, и како што во нивните свети цркви, помесните цркви се случуваат чуда и действува Бог, така подеднакво действува благодатно и во нашата света црква и преку нашите светители и преку нашите молитвеници кои што Бог ги избра од родот наш, се случуваат и исцеленија и чуда за доказ на неверните, за утеха на верните и за доказ на сите оние кои што роптаат против црквата наша. Многу пати сум контактирал со светогорци, со луѓе од Русија во црквата или од секаде од светот, и самите признале дека нашата црква, следејќи ја преку интернетот и при присуството во храмовите, се воодушевуваат од верата на нашите луѓе, од делата кои што ги прават за верата. И велат дека навистина вашата црква е света и благодатна, и жално е заради некои политички причини што црквата стои непризнаена. Ова јас како архиереј на Македонската православна црква и како архиереј на Светата Вселенска апостолска црква го прифаќам не како роптање против нас како црква, туку повеќе е ова прашање национално и има зли сили непријатели кои што користат слабост на некои православни луѓе за да го ослабнат православието, а знаете дека Македонија е една спојка и алка помеѓу соседните православни цркви и тие не сакат воопшто да има помирување и соединување на православните или да има едно се православно единство и заедница, бидејќи православието е вистина, православието е сила и моќ кој што ги чува вредностите, моралните закони и правила, кои што Господ ги откри на апостолите, светите отци ги посведочија со светиот живот, а еве и денеска нашиот светотец Гаврил, епископот Велички, како член на таа црква, како чедо на таа црква, од која што беше и крстен,
и замонашен и хиротонисан и произведен во епископ и испратен преку погребението во вечноста, веќе благодатно прави чуда и подава исцеление на многумина боготражители кои што доаѓаат во манастирот. Значи ова сведочи дека нашата црква е света, а исто така сведочи секоја година благодатниот оган кој што се спушта во градот, светиот град Јерусалим. Ова година се спушти во саботата, како и секоја година, во 1:22 минути, по 13 часот и 22 минути, каде што светиот патриарх Јерусалимски православниот му се запалија свеќите, а после на целиот народ. Тоа го пренесува многу медиуми ни светот. Тоа е доказ дека нашата света вера е света и единствена и се случува само на православниот патриарх и само кога православните го слават Великден. Так. Во однос на подобрувањето на односите со другите православни цркви? Па фала му на Бога, веќе работите се поинакви. Веќе колку повеќе не притискат домашните и надворешните непријатели, а сведоци сме дека денеска е омразата и војната против православието, толку повеќе ние веќе се зближуваме и се сплотуваме и се соединуваме. Ова е допуштение Божјо, да не притискат и да не прогонуват. Сведоци сте какви војни вештачки измислија и кај нас и во соседството и во Украина, односно секакво зло што се случува во православните земји. Ова е, пак ќе речем, казна и допуштение Божјо за нас, затоа што ние православните отстапивме од љубовта и од заповедта Божја, љубете се и сакајте се, и по тоа ќе ве позна дека сте мои ученици. Повеќе се предадовме на земното, на трулежното, на националното, а заборавивме на духовното, на вечното и на нетрулежното. Бидејќи Бог не опоменува сега, преку овие внатрешни и надворешни непријатели, така да веќе сите православни некако размислуваат за некакво единство, односно за вистинското единство, како што Бог ни заповеда, да бидеме сите едно, бидејќи сме членови на едната света соборна и апостолска црква. Так. И сами споменавте дека младите се повеќе и сите луѓе се враќаат кон црквата. Колку може црквата да помогне во отргнувањето на младите од секојдневните пороци? За да помогне црквата во отргнувањето на младите од секојдневните пороци, најнапред треба во училиштата задолжително да има веронаука. Во сите класови, каде што младите луѓе, кои што се ангелски души, чисти души, неискварени, неосквернети, ќе треба да се запознаат со Бога, со моралните вредности, ќе треба таа празнина, која што Бог ја допуштил да ја имаме како духовна храна, да се исполни со позитивно, односно со Христовото учење, со учењето на спасението и понатаму да завладее вистинската вера во душите и стравот Божи. Човек кој ќе има вистинска вера, кој ќе има страв Божи, ќе разликува што е добро, што е зло и ќе внимава за да не прави зло. Јас знам многу луѓе кои што се вистински активни членови на црквата, иако може грешеле во минатото, во младоста, но се покајале и сега се примерни и вистински христијани, кои што со љубов и со трпение ги решаваат сите работи и кои што со вистинската вера и со стравот Божи ги надминуваат сите бремиња и тешкоти што ги нанесува времето и кои што ги наметнува лукавиот и нечестивиот, духовниот непријател, ѓаволот. Так. Но и сведоци сме на се поголемиот број разводи, а тоа се должи на нетрпеливоста помеѓу двајцата супружници и секако и родителите, односот на родителите со децата. Колку може црквата да помогне во однос на ова? Па вакав да ви кажам, најнапред ќе почнам со родителите. Так. Во минатото, кога бевме ние деца, родителите одеа рано наутро на работа, на пладне се враќа, сите заедно ручаа. Да. После тоа имаше време децата со родителите, започнувајќи со ручекот, до вечер да се дружат и да бидат постојано заедно, да се отварат едни кон други. Што повеќе се отварат, повеќе разговарат и комуницират, толку поблиски се и си помагаат. За жал, работното време се смени, значи скоро по цел ден се луѓето на работа. Луѓето трчат по екзистенција, да обстанат, да го задржат семејството, да ги изгледат децата, да ги школуваат, но исто така многу време посветуваат и во слободното време на гледањето на тие турски серии, седење на компјутер, на интернет, на Фейсбук. Децата исто така се во другата соба,
Сега во секоја соба имате телевизори, интернет и компјутер. Порано беше еден телевизор, една соба за сите дневен престој, а сега секој е сам и некако владее еден егоизам, едно оддалечување едни од други и затоа не се случува ваквото нешто, ваква слабост и вакво зло. Околу разводите од памтивек па до денеска, а денеска е многу тоа поприсутно, се случувало и се случува разводот да се случи заради прелюба. Кога човек нема страв Божи, кога нема вистинска вера, кога не се плаши од Бога, кога не внимава на даденото ветување пред олтарот на светата тајна брак, кога не ветува на зборот кој што го дал на сопругата или обратно, тој штом штом се оддалечува од Бога, се приближува кон злото и наместо да општи со својата дадена од Бога сопруга или обратно, тој оди во прелюба и наместо да ја сака таа кој што Бог му ја дал да биде и негова сопатничка и помошничка во животот и домаќинка и две тела да постанат една душа и едно тело, како што вели Свети Јован Златоуст, тоа се децата, две глави една мисла, тоа е сепак заради љубовта вистинска евангелска. Тие љубовта ја споделуваат таму кај што е забрането и токму заради таа прелюбов настанува расправија, немир и нетрпение. Но за да дојде сето до тоа е показател дека минатото ни ги донесе овие плодови, да има омраза помеѓу луѓето во семејството, да има прелюби, да има разврати, да има пороци меѓу младите. Сето тоа покажува дека исчезна од нас стравот Божи, исчезна верата, исчезна покајанието, исчезна стравот кон Создателот, кој што ако знаеме дека за секој наш престап ќе бидеме казнати или подсетени за нашите падови, и токму ни се случува ова. Плодот на минатото безверие и прогонство на црквата, на немањето веронаука во училиштата е ова. А луѓето веќе штом немат страв Божи, немат ни срам и веќе сите овие работи се случуваат и сме сведоци на многобројните. Ние како црква најнапред се молиме за мир и благословство на сите луѓе, на сите семејства, на сите млади и возрастни, на сите членови на црквата. Се молиме да има вистинска евангелска љубов помеѓу нив, да има вистинска вера, вистинско покаяние, дружење, соживот, отварање едни кон други, но најмногу сето тоа ќе може да помогне доколку и самите луѓе, бидејќи секој човек е создаден од Бога со слободна волја. Ако човекот му се предаде на Бога и побара помош од црквата и преку молитвата, и преку покајанието, и преку советите, ќе добие исцеление, односно ќе го добие лекот. Како и секој болен човек, ако е болен, чувствува дека е болен, и појде на лекар да се провери и да му се отвори на лекарот, да му каже што чувствува и како боледува, и лекарот му ја препише терапијата, лекарствата, и ги прима редовно и често оди на контрола, тогаш таа болест ќе се излечи, ќе се исцели. Но ако човекот знае дека е болен и не оди на лекарот да му каже и не ги прима советите и лекарствата, тогаш болеста знаеме дека доаѓа смртта. Так, но ќе согласите дека ги нема оние традиционални семени вредности во однос на наметнувањето на норми од Запад. Зборувам за легализација на истополните бракови, а сепак и посвојување на деца од таквите родители. Па сето зло ни дојде од Запад. Најнапред тие има една интрига, мислеа дека со забранувањето во атеизмот, дека на црквата и на верата ќе може да ги отчовечат луѓето, да ги отргнат од образот Божи. Видеа дека тоа не им успеа и почнаа со една демократија, ама тоа е повеќе анархија, со премногу слобода. Свети апостол Павле вели, се ми е дозволено, но се не ми е полезно, се не ми е корисно. И пополека почнаа да ги уништуваат човечките морални вредности. Нашиот православен народ, па и соседните православни народи, беа високо морално достоинствени, така бевме и воспитани патриархално. За жал сега, бидејќи се отргна верата, а се наметна некои нови вредности од Запад, сето тоа се кажува дека е застарена работа, дека не оди во чекор со времето и така натаму. Многу пати ќе ме сретнат луѓе и ќе ми речат, па дури некои научници и така натаму ќе ми речат, зошто вие црквата не ја усовршите во помодерни работи. Значи,
Црквата е секој пат иста. Господ е секој пат ист. Господ не е политичка партија, денеска е едно, утре е друго. Господ е постојано ист, постојано исто действува и делува за спасение на својот народ, за човечкиот род, за кој што доброволно и пострада и воскресна за да му даде ослободување од гревови и спасение на човечките души. Тоа што се наметнува од запад со истополови бракови и не знам што, тоа е се од лукавиот, од сатаната, да го оскверни човекот, да го отргне од вистината, од светлината и од Бога. Знаеме дека Бог тоа што требаше направи, создаде Адам, создаде Ева и рече, еве, плодете се и множете се. Ниту две Еви создаде, ниту два Адама. Ниту Бог направи фабрика со деца или еден магазин со деца, па рече, оди зимајте од таму. Туку им рече, еве ви благослов, плодете се и множете се, како што е природно и како што Бог востановил и открил. Сите тие модерни работи се против Бога, а од лукавиот, и сите тие модерно живеење стресно допринесува што подалеку луѓето да се од Бога, ама и што пократок им е векот и животот, а и целиот живот, иако има задоволство и богатства, го поминуваат многу мрачно, многу темно, многу стресно, како што велат светите отци. Многу луѓе имат се, но пак им фали нешто, имат немир, значи го немат Бога. Така. Во продолжение од емисијата ќе зборуваме за така наречените халал производи. Во една беседа вие или отец Дамаскин ги спомена халал производите. Да ги објасниме кои се тие производи и зошто црквата ги забранува истите. Па вака сега, значи исламскиот свет на многу продукти, на многу производи става еден знак исламски и кој што вели халал. Так. Тоа е со благослов на Аллах, односно со благослов на муслиманите, во случајот кај нас со благослов на исламската верска заедница. Моја препорака е до сите луѓе, до сите верници, ако нашите предци во минатото не се осквернувале и не ја предавале верата, така и треба да остане до крајот на светот, ако сакаме да бидеме следбеници и на вистинското православно апостолско учење и на нашите дедовци и прадедовци, кои што така не воспита и така живееа. Продуктите на кои што пишува халал, јас би советувал на моите верници да не ги купуват и да не ги употребуваат во секојдневниот живот, бидејќи се со благослов на муслиманите. Ние како христијани православни имаме и примаме благослов од нашата света мајка црква. Тоа што пишува халал, нека пишува, нека бидат само за муслиманите. За православните се знае нашиот благослов е во црквата, а исто така и ние пред секој јадење читаме молитва, се крстиме и бараме секаква духовна зла енергија да исчезне од јадењето, а истото тоа го докажа и светските научници, јадењето и пиењето со молитва, какво е позитивно, истото јадење без молитва, какви има негативни сили и струи во самото јадење и пиење. Молитвата од муслиманите е веројатно тука во однос на колењето на самите животни, кои тие или не е така? Па не би можеле тие толку физички да постигнат, бидејќи има многу продукти, распространето е, но само го има благословот. Ние не би требале да го примаме, затоа што сме православни христијани. Не ни пречи што го има тоа, нека си биде само за нив, но нашиот благослов е крстот, Евангелието и благодатната црква. Можеме да споменеме дел кои се тие производи? Па сега има на многу. Јас скоро видов на некој шише зејтин, не се сеќам на што беше, дали беше кристал или не знам што. Од Благој Ѓорев можеби? Можно да од Благој Ѓорев видов, сега брзо на бајадерите, на некои политанки, не знам, сладки работи видов, но секој што купува значи, може... знакчето го има, може лесно се препознае. Да, знакчето кој ќе го видат дека има таков муслимански знак и пишува халал, тоа би требало да го отфрлат, а да си купат она што е без тоа. Да, со македонско сонце. Не е битно. Зборам за православните наши луѓе, за муслиманите тоа си е нивно и може да си го потребуваат. Да.
Отец, сведоци сме и на се поголемата популаризација на йогата и медитацијата како начин на опуштање од секојдневните стресови кои ги имаат особено младата популација, ги посетуваат таквите медитации и йога. Неретко би рекла дека йогата ја препорачуваат и самите лекари како можност за опуштање од стресот. Тука би ги споменала посебно невропсихијатрите. Каков е ставот на црквата во однос на ова прашање? Па ние јогата ја сметаме еден вид како секта, како учење надвор од православната црква, бидејќи сето мрдање и медитирање, ако е без Бога, е од непријателот. Ние како црква препорачуваме најнапред човек да се бори и да се смирува, да се поучува од Светото Писмо, да ги следи житијата на светителите како храбро ја одбранија верата, а за најголемо смирување ја препорачуваме, односно Светата Црква, Исусовата молитва: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилувај ме грешниот. Ако човек се внесе во таа молитва, ако целосно се предаде на Бога преку таа молитва и се изолира од секаква врева, навистина добива смирение и блаженство, но сепак таму се изговорени зборовите на Господа, на Бога, на Создателот, на бранителот на сите нас и на чуварот од секакво зло и секакви непријатности. Се што е надвор од името Божјо е од лукавиот. Но тие не го сваќаат како проблем во воведувањето на јогата. Не го дефинираат како проблем. Едноставно како истегнување на телото, може би, или проблеми некои ако имаат со грбот и со работот и така натаму. Значи самите лекари го препорачуваат. Па добро, сега знаете како ние, за жал, сите наши вредности кои што ги имавме во минатото, ако сакате земете го и образованието, кое што беше многу силно и многу ценето во светот, ако сакате моралните вредности, патриархалните вредности, сите тие ги заменивме со некакви лудории кои што ги видовме на запад и ги применивме во нашиот секојдневен живот, сакајќи, сметајќи дека со тоа ќе бидеме паметни, модерни, ако ги гледаме некои кои што ние кога имавме и писмо, и образование, и цивилизација, тие уште талка и лутаа. Знаете, пример да го земеме, Свети Климентовиот универзитет беше прв на Балканот, подоцна се појавија после неколку века други, а ние први имавме и писменост, и култура, и книжевност, и се. Така да, јас би ги молил нашите луѓе да разликуваат што е добро, а што е зло, да си ги пазат своите патриархални вредности, своите национални вредности, своите духовни вредности на мајката црква и онака како што нашите предци постапувале, така и ние да продолжиме. Истегањето на грбот, на рбетот, има други мерки и правила кои што нема да и напакостат на душата, а ќе придонесат за телото. Лекарите имат искуство до пред скоро време кои што ги преминувале луѓето. Ова со јогата е од поново време и нешто ново, кое што на некако на лукав начин, подмукол начин ги завлечкува луѓето и ги оддалечува од нашите вистински морални вредности и од нашиот вистински духовен живот. Може да се поврази со будизмот? Па тие се гранки, слични, на едно, на друго, на трето и така. Да. На почетокот од емисијата ја споменавте веронауката во училиштата. Може ли да објасниме нејзината важност? Да, значи веронауката е повеќе од потребна и повеќе од важна во училиштата, бидејќи тоа е исто како едно дете. Ако не научи во прво деление да ги научи буквите, ако не ги научи бројките да смета, тоа цел живот ќе биде неписмено и ќе не може да се снајде во животот. Така и ова духовна храна. Ако детето, реков, како од Бога создадено, како образ Божи, со најчиста душа и најчисто срце и најчиста мисла, на самиот почеток, не се запознае со Бога и со тие вистински морални вредности, кои што ќе ги стекне и научи и со кои што ќе се изгради како вистински човек Божи, не ќе може да се спротистави на сите искушенија кои што доаѓаат најнапред на младите преку разните пороци, подоцна во бракот и семејството, околу разните искушенија кои што ги носи бремето и во потамошниот живот. Затоа е потребно уште од млади години
детево да се научи да го спознае Бога, да се ја спознае верата, духовно да се наоружа, за да може понатаму да одолее на сите страданија, искушенија и лукавштини кои што ги наметнува овој свет. Тие деца кои што учат веронаука, тие се послушни на родителите. Знаат да речат и добар ден, знаат да станат и во автобус, знаат и на улица да отпоздрават. Тие деца кои што учат веронаука знаат да бидат послушни кон родителите и да имат љубов и почит, здраво почит, но исто така тие истите деца постануваат и вистински граѓани и кои им се нуди дрога, тие знаат да одбијат, кои им се нудат многу неморални работи, тие знаат да ги остават тие работи, а да си ги задржат вистинските, моралните работи кои што ни се потребни за секојдневниот живот како луѓе Божи. И не само веронауката, тука имаме и етика во религиите, историја во религиите и така натаму. Да. Тоа? Тоа историја во религиите е присутно како втор предмет во училиштата, оставено е сега факултативно секој да одлучи што, но историја на религиите е едно општо запознавање од чиста култура граѓанска, да знаеме која религија, како настанала, како постои, што учи, како обстојува и така натаму. Тоа е веќе од општа дека култура. тука учат децата и за исламот, учат и за православната Да, вера, учат и за... Да, тоа не ни пречи, нека учат да направат споредба, првин да ја знаат својата вера, а понатаму да ја знаат и вредностите на нивните вероисповеданија, но сепак секој да си го знае своето и секој да си го учи своето. И секој да се брани со своето. Така, мислам дека родителите се повеќе се развива свеста за прифаќање на таквата веронаука меѓу децата. Да, фала му на Бога во нашата епархија, веќе 89% или 7 така беше, има веронаука во училиштата, во 5 клас, факултативно. И јас ги повикувам, ги замолувам сите родители, буквално да се определат нивните деца да ја заучуваат науката Христова, односно етика на религиите, веронауката, како што викаме ние во училиштата, црковните вероучители да ги поучат децата со верата, а многумина од родителите ми кажале две работи. Една работа ми кажале покрај децата и ние дома учиме некои работи, а втората работа ми кажале дека благодарение на веронауката нивните деца се преобразени во позитивно. Так. И тоа радува. И тоа радува, така. Во однос на празниците кои помина и кои се ближат, помина Спасов ден, сега се ближи Духов ден. Се разбира, започнува уште малку, ако не се лажам, од 8 јуни и Петровденскиот пост. Така. Може ли да го објасниме празникот Духов ден кој се ближи, бидејќи Спасов ден помина и секако Петровденскиот пост? Така. Значи, Велик ден, Воскресение Христово, се смета од Велик ден до Спасов ден 40 дена, кога Господ Бог воскресна, им се јави на жените и мироносици, па им се јави и на апостолите да ги утеши, бидејќи беа исплашени од сето тоа што се случи од евреите, ги утешуваше и охрабруваше, односно им спомнуваше за се што им проповедаше. Кога се вознесуваше на небото, рече дека јас ќе бидам со вас до свршетокот на светот, им даде надеж и подкрепа дека и во најтешкото, и во најстрадалното време, и во најдоброто, Бог ќе биде постојано со нас. За да биде Бог постојано со нас, и ние треба да бидеме со Него, исполнувајќи ги оние христијански должности, да му се молиме и да бараме од Бога, и Бог и болестите ќе ги исцели, и страдањата ќе ги отргне, и тешкотиите, и маките, и семејствата, и домовите ќе ги засрсти и ќе не заштити. 10 дена по Вознесение им заповеда на апостолите да не се оддалечуваат од светиот град Ерусалим, да бидат тука, бидејќи на 50-ница на Дувден Бог го испрати Светиот Дух, третото лице од Светата Троица, утешителот, да им даде благодат и сила за да ги подкрепи апостолите, да ги утврди во кажаната проповед, за да можат тие на целиот свет да ја расшират та радосна вест за Месијата, за спасението и да го повикаат народот на спасение. Како што им рече, одете по цел свет и проповедајте го Евангелието, учејќи ги сите да се крстат во името на Отецот, Синот и Светиот Дух и да пазат се што сум ви заповедал. Тоа е науката Христова за спасение на човечкиот род. Тој ја каже и на збор, ја потврди со дело, а љубовта негова ја покажа со неговото доброволно страдање и со неговото славно и светло воскресение. На 50-ница апостолите примија благодат,
почнаа да зборуваат на многу јазици, да зборуваат за Христа и низ цел свет појдоа да проповедат. Знаеме дека свети апостол Тома беше во Индија, па дојде после 3 денот како се упокои мајката Божја. Свети апостол Павле дојде во Македонија, во Филипи, кај првата христијанка Лидија. Сите апостоли беа насекаде низ светот да го прошират, да го расшират словото Божјо и вистината Божја за спасение на човечкиот род. Од таа благодат ние примивме како клир на црквата Христова, епископите, свештениците и дјаконите, и на самото ракополагање ние примаме благодат. Кога се прави владика, кога се хиротонисува владика, може само двајца владици најмалку да пренесат благодат на еден. А кога се ракополага свештеник и дјакон, тогаш самиот епископ еден ракополага, односно ја пренесува благодатта што беше дадена на дуоде на Педесетница, ја дава таа духовна енергија, за да може свештеникот од клирот, епископот, да посредува помеѓу Бога и човекот, и молитвата да има сила, и крштевањето да има благодат и сила, и венчавањето, и разрешувањето на гревови преку разрешителната молитва, и сите свети тајни да ги врши со силата и моќта на Светиот Дух. Токму и затоа епископот, владиката или свештеникот е посредник помеѓу Бога и човекот, и токму заради таа благодат се случуваат чуда во православната црква, и по молитвите на клирот, на епископите и свештениците се спасува верниот народ и добива здравје и исцеление. Так, во однос на Петроденскиот пост? Петроденскиот пост е стар апостолски пост, посветен на светите апостоли. Ова година би бил малку подолг, почнува од 8 јуни, трае се до 12 јули, до Петровден, бидејќи ова година беше порано Великден, и затоа секој пат после Дуовден една седмица е таа која што се блажи, и среда и петок, и после тоа почнува по неделата на светите оци, почнува Петроденскиот пост и трае се до утврдената дата до 12 јули. Овој пост е така лесен, не е како Великденскиот. Понеделник, среда и петок е без масло, другите денови со масло, сабота, недела се јаде риба. Исто така Како Божик. Да, и на празниците кои што се со црно или пак со крвче, исто така е дозволено да се јаде риба. Лесен, спасоносен, постот е корисен и телесно и духовно. Духовно да ни ја подкрепи верата, да ја покажеме послушноста кон семоќниот и семилостивиот Бог, за да имаме образ и алиби кој ќе имаме некаква мака да побараме од Бога и да ни помогне, а преку постот ќе покажеме дека сме Христови, дека сме послушни чеда на Христа и дека сакаме со Христа да живееме и тука и во вечноста. Оти ако не живееме со Христа, ќе живееме со ѓаволот. Трето нема. Второ, јас сум гледал на телевизија од еден воен лекар од Белград, вели јас сум атеист, не верувам во Господа, но православниот пост го почитувам и го препорачувам. Од телесен аспект, бидејќи многу пати се внесуваат мрсноти во телото, но преку постот телото се прочистува и така здравствената состојба е во многу добра ситуација, здравјето на православните кои што постат, бидејќи се прочистуваат преку постот од сите отровни материи кои што му создаваат проблем на телото преку храната, а посебно во ова време во кое што се храниме многу брзо, многу стресно, многу со хемиски производи и така натаму. За жал многу малку со оние природни производи и многу малку со тоа што не му нанесува штета на телото. Так. Значи и телесно и духовно го препорачувате постот секако. И телесно и духовно, бидејќи човекот е создаден од тело и од душа. Так. Отец, јас ќе се заблагодарам што одвоивте време за нашите гледачи, за вашите верници, за сите оние кои сакаат да слушнат нешто повеќе за верата и за мајката црква. Се надевам и понатаму ќе се работуваме и повторно ќе бидете наш гостин во емисијата Православна ризница, па и други свештеници. Так. Значи јас ви благодарам за вашата почит кон црквата, за вашиот труд што еве сакате на нашите православни луѓе и на нашите верници, на нашите боготражители, да им помогнете преку вакви емисии да подобро да ја осознаат верата и вистината, да добијат одговор на многу прашања. Ви благодарам за целиот труд што го правите. Посакувам на нашите луѓе Господ Бог да им даде првен здравје, мир, благосостојба
желбите кои што ги имат и потребите, Господ Бог да им ги исполни, да им ги благослови, добрата да им ги умножи, да завладе мир и единство меѓу луѓето. Посакувам и се молам и во татковината и во целиот свет да се надминат луѓето со својата гордост и егоизам, да се сплотат и да се соединат, и колку повеќе бидеме блиски и живееме во љубов, толку повеќе ќе ни биде поубаво, порадосно, толку повеќе ќе ни се продолжи животот и толку повеќе ќе личиме на луѓе, на образ Божи, а не на луѓе, како што велеше патриархот Павле, Бог да го прости, светиот патриарх, да бидеме луѓе, а не луѓе. Исто така би сакал од оваа емисија да посоветувам на верниците наши, доколку имат некои прашања, да ги достават до вашата телевизија, за да можеме на некои вакви емисии и средби да им одговориме токму на тоа што ги интересира и ги засега. Так, да. Благодарам, мир и благослов на сите луѓе и многу здравје. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме православна ризница на Канал 8. Разговаравме со митрополитот Брегалнички господин Иларион за многу теми и прашања кои ги засегаат младите, па и сите оние верни луѓе кои бараат помош во црквата. Се гледаме следниот понеделник во истиот термин, а вие останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите отци. Довидување.